Благодарам. Почитувани колеги, заменици министри, представници на владата. Исто како и на Комисијата на политички системи и односи меѓу заедниците, веднаш уште на почетокот ќе кажам дека овој нов закон за катастар кој денес се носи пред се е во интерес на директорот на Катастар на Република Македонија. И кога СДСМ беше опозиција, постојано повторуваше, секојдневно можам да речам, дека ќе носи закони кои што се во интерес на граѓаните и функционерите, нивни ќе работат во интерес на граѓаните. Меѓутоа, тука еве функционери да читаме директори, ама гледајте го овој закон, впечатокот е дека токму законите кои се носат во интерес нивни. Зошто ова го велам, всушност ја објаснам понатаму во текот на моето излагање. Како пратеничка група на ВМРО, ДПМН и коалицијата по однос на текстот на овој предлог закон поднесовме околу 30 амандмани и сите од првиот до последниот беа во насока на подобрување на текстот на законот, меѓутоа за жал од страна на заменик министерот не беше прифатен ниту еден амандман. Поставив едно прашање, односно тука се воведува еден нов поим кој што навистина не е јасен. За жал не се потруди заменик министерот на комисијата да даде објаснување што значи, па се надевам дека денес ќе го добијаме одговорот. Имено, почитувани колеги, се воведува нова алинеја која што гласи водење на регистар за преземени недвижности наменети за продажба. Не е јасен поимот, имено овој поим досега не бил користен во Законот за катастар и за жал нема ни објаснување на овој поим што всушност тој значи, не е дефиниран. Овој поим, впрочем, беше споменат во изборната програма на Социјалдемократскиот сојуз и ние сметаме дека со ова власта мислиот ќе воведат евиденција на сите објекти кои ги поседуваат банките по претходно спроведена постапка, одземање на имот на клиенти кои не ги вратиле долговите, а им дале обезбедување со ипотека како имот одземен од Агенцијата за одземен имот со кривечни постапки. Штета што амандманот кој што го поднесовме не е прифатен, затоа што вака како што ќе се донесе денес овој закон е директно спротивно со повеќе закони кои што ја регулираат постапката за продажба, и тоа Законот за извршување, Законот за персонален данок на доход, Законот за опразување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка, како и со неколку други закони. Премерот на згради, посебни делови од згради и други објекти за кои што градежно-техничка документација била издадена до влегување во сила на катастарот на недвижности за предметната катастарска општина е нешто ново кое што се воведува и тука имавме поднесен амандман, не беше прифатен и повторно ќе речам е голема штета затоа што, почитувани граѓани, на овој начин со овој предлог се укинува бесплатната изработка на геодетски елаборат за лицата кои поседуваат стара градежно-техничка документација, а од оправдани причини не присуствувале во постапката за систематско излагање и беа ставени во неравноправна положба. Исто така се вршат измени во начинот на исплата на платата и додатокот на платите на државните службеници во Агенцијата на начин што е предвидено да на основната плата и додатокот на плата може да се зголемува од 5 до 30%. А кој одлучува за ова? За ова одлучува единствено директорот на Катастар. Тој ќе одлучува кој ќе земе плата 5% повисока, кој 20%, кој 30%, меѓутоа за жал нема никакви критериуми по кои што ќе се одлучува ова. Ова го нема никаде на друго место, во ниту една друга институција, во ниту еден закон не постојат, како што реков, никакви критериуми, ами директорот ќе се одлучува по сопствено убедување. И тука се поставува прашањето дали може би кај него критериум ќе биде дали некој него му е симпатичен или не му е симпатичен, или може би политички подобен или неподобен. Со овој закон директорот на Катастар, слободно ќе кажам, станува султан и овде се наметнува прашањето на кој што веќе е јасен одговорот, што всушност е режим. Одговорот е јасен, режим е тоа што на Република Македонија со оваа власт се случува во последниве 2 години. Со сегашното законско решение висината на надоместокот за канцелариски геодетски работи ја пропишуваше управниот одбор на Агенцијата со тарифник, на кој согласност даваше владата на Република Македонија. Сега, колеги, нема катастарот да им наплаќа на геодетските фирми
за податоци и преклоп од регистарот на градежно земјиште, ама истите овие фирми им ги наплаќаат овие податоци на општините кои што прават ажурирана геодетска подлога и преклоп. Ова е неприфатливо. Ако катастарот не наплаќа, тогаш логично е и фирмите да не наплаќаат на општините, фирмите и граѓаните, бидејќи преклопот на урбанистичка со градежна парцела автоматски се генерира од постоечкиот систем во катастарот. И сега повторно околу тоа што го споменав на почетокот. Во членот 16 се дава можност, една нова можност на геодетите, се додава можност за замирување на овластувањето на овластен геодет. Оваа можност досега ја немаше. Имено, лиценцата за геодети се обновува на секои 5 години и нема друг одговор, освен ова дека свесно се прави заради тоа што директорот на катастар има своја приватна геодетска фирма, што впрочем е и судир на интереси, па додека е на функција директор на катастар, лиценцата да му е мирување. Затоа што, колку што знам, друг овластен геодет на функција во моментот во Република Македонија нема. Веќе е јасно дека оваа власт само декларативно е транспарентна, имено и покрај тоа што во некој првичен текст на законот кој им бил даден на геодетите стоело дека нивното барање на бришење став 3 од членот 125 кој денес се носи, нема да го има, меѓутоа за жал во денешниот текст тој постои и сакам да го прочитам. Став 3. На доместокот од став 1 на овој член трговци поединци, овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи може да го намалуваат најмногу до 50%, како во случаите кога геодетски работи ги вршат по барање на странки, така и во постапките за јавни набавки, за давање на услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето. Почитувани, согласно ЕУ директивите, не сме да има ограничување на пазарната конкуренција, а со овој став директно се ограничува пазарната конкуренција. Исто така, овој член е и извор на коруптивни јавни набавки, бидејќи тој кој прв ќе понуди 50% попуст, тој ја добива всушност и набавката. А во најголем број случаи информирани се тие фирми што треба да добијат и чекаат да се објави спремни со понудата и другата документација која што ја се бара. И уште нешто што е многу дискутабилно според мене, како што сите знаеме, изјави помеѓу договорните страни, т.е. договори, се заверуваат единствено на нотар. Сега со овој закон кој власта го носи денес, дозволува изјавите да се подпишуваат кај геодет. Како? Што? На кој начин ќе се подпишуваат? Кои податоци ќе треба да ги даваат странките? Дали ќе има регистар на податоци? Ништо буквално не е објаснето и не е јасно во законот. Односно, ништо не е уредено. На комунистиската расправа на ова од заменик министерот добив одговор дека ова се прави за малите општини, особено за руралните општини, заради тоа што имало недостаток на нотари во овие општини. Многу нелогичен одговор, затоа што од ова заклучокот е демек во овие рурални и мали општини геодети има на претек. Да не беше трагично, ќе беше смешно, ама и денес ќе повторам, оти ова е во директна спротивност со актуелниот закон за нотаријат. И она што може би е најпроблематично во законот, запишано право на собственост. Со овој закон, со овој член, почитувана јавност, ќе се прави национализација на приватен имот. Со овој закон ќе се возможува брижање на веќе стекнатото право на собственост. Многу е лошо да се брише веќе стекнато право на собственост и ова сакам да го образложам со еден пример за да биде јасно на сите. Например, ако парцела од 10 хектари, а од некои непознати X причини, еве, например, влегува во незе моја парцела од 1000 метри квадратни. Со законско решение од 5% ќе се избрише целата парцела. Имено, без согласност на странката, не смее да се брише правата на собственост. Или еве друг пример. Ако еден човек со парцела од околу 1000 метри квадратни влегува во површина на собственост на друг човек кој што има 10 метри квадратни. Со овој закон, кој сега ќе биде изгласан од парламентарното мнозинство, катастарот по службена должност ќе му ги одземе овие 10 метри квадратни и ќе му ги даде на овој човек кој што има 1000 метри квадратни.
Ова е класична национализација на приватен имот. Благодарам.